Одредени медиуми и профили на социјалните мрежи објавија дека Сорос и град Скопје го финансирале кампот на средношколци, есенски бакнежи и прегратки, секс, скаутс и рок-н-рол на првиот скопски извиднички одред, во кој според дел од родителите имало спорни активности за сексуална едукација. Но Фондацијата Отворено општество Македонија ги демантираше овие написи, кои се појавија во Курир, Република, Нетпрес, Лидер и Плюс Инфо. Фондацијата посочи дека дала поддршка за друг проект на извидничкиот одред, чија цел била неформална едукација за деца и млади во природа и подигнување на јавната свест за заштита на животната средина. По демантот од Фондацијата, Плюс Инфо ја избриша веста од својот сајт. И од град Скопје соопштија дека во проектот за кампот не била наведена оваа активност. Црната пропаганда кон Сорос е глобален феномен. И кај нас со години се оцрнува оваа фондација и не само таа, туку и многу други организации, активисти, новинари и личности кои се поврзуваат со неа и кога немаат воопшто никаква врска. Но создавањето на непријатели нема врска со вистината. Тоа е една од базичните алатки на пропагандата со кое некој цели да го одвлече вниманието на јавноста од вистинските проблеми кои што ги мачат граѓаните. Затоа граѓаните треба да ги отфрлат овие содржини и нивните создавачи, а вниманието да го фокусираат кон јавниот интерес.